Почитувани граѓани, струшени се сите лаги и клевети на ВМРО ДПМН, дека се распродавал македонскиот идентитет, се распродавал македонскиот јазик. Почитувани граѓани, потопени се сите лаги на Христијан Мицкоски дека се распарчува нашата татковина. Македонскиот идентитет не е распродаден, туку напротив, тој е сочуван. А нашата држава не е распарчена како што хистерично лажеше Христијан Мицкоски. Додека ние работевме за граѓаните и ги браневме државните позиции, европската иднина и македонскиот национален идентитет, Мицкоски смислено и оркестрирано ширеше хистерични, лажни вести и клевети, подкопувајќи ја државната позиција. Пред само неколку денови, почитувани граѓани, Христијан Мицкоски на собир за одбрана на својата фотелја лажеше дека во Софија ни се распарчува државата. Клеветеше дека се распродава македонскиот идентитет, дека се тргува со антифашистичкиот темел на нашата држава и државност. Ширеше лажни вести и поттикнуваше говор на омраза. Мицкоски и ВМРО ДПМН беа единствените кои гласно навиваа Северна Македонија да не добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Единствените кои свесно блокираа реформи и закони важни за нашата интеграција во Европската Унија, но уште поважни за нашите граѓани. Нивните лаги дека освен Бугарија и други земји не ја поддржувале нашата интеграција, ја демантираа европските држави. Секогаш, кога се работи за државните и националните интереси, Мицкоски го покажува своето антидржавно и антиевропско лице. Таков, почитувани граѓани, е и случајот со стратешката грешка и неодобрувањето на меѓувладината конференција за Република Северна Македонија од страна на Република Бугарија. Не издржа Христијан Мицкоски, па поита овој пораз на европските вредности да го воспева како своевидна своја победа. Ништо ново од партијата која правеше се да го блокира напредокот во интеграцијата. Партијата чиј председател не смогна сили ниту да го честита нашето членство во НАТО алијансата. Се потврди, почитувани граѓани, дека се што излегува од устата на Христијан Мицкоски е ноторна лага. И ова е уште еден негов пораз. Затоа, почитуван Христијан Мицкоски, те повикувам да излезеш и јасно и гласно да им се извиниш на граѓаните за сите твои лаги, клевети и хистерии со кои работеше против сопствената држава, против сопствениот народ. Излези Христијан и извини им се на македонските граѓани. Излези и уште еднаш кажи им на граѓаните, извини им се за целото антиевропско и антидржавно функционирање во овој процес. Христијан Мицкоски останува уште долго во опозиција. Ние продолжуваме да работиме во интерес на државата и во интерес на граѓаните. Ние сме своји на своето. Горди македонци кои зборуваат македонски јазик. Нашата македонска иднина е во Европската Унија. Станавме земја членка на НАТО како македонци кои зборуваат македонски јазик. Ќе станеме и земја членка на Европската Унија како македонци кои зборуваат македонски јазик. Ви благодарам.